Добро, денеска сме овдека заедно со пазарџиите, разговаравме за проблемите кои што ги имаат, разговаравме за новото законско решение кое што го донесе владата на СДСМ и ДУИ, го слушнавте, го видовте впрочем револтот и вие од ова законско решение. Она што е уште потрагично е што не се обидува да се најде вистинско решение за проблемите на овие луѓе, туку истото се пролонгира за една дополнителна година и се обидуваат повторно со игра на ниски страсти да манипулираат со овие луѓе така што би ги обезбедиле, да речеме, нивните гласови за следните претседателски. Јас верувам дека ќе се одважат, еве денеска е петок, рекоа ќе донесат одлука и предвремените парламентарни избори. ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија и пратеничката група, тука со мене и координаторот на нашата пратеничка група, во рамките на собранието поднесе закон со кој што практично бараме укинување на ова законско решение по итна постапка. Ќе се организира јавна расправа, на истата јавна расправа ќе бидат поканети и луѓето тука од пазарите во Република Македонија, да може да се и кажат маките и да можат политичарите од владата да ги слушнат вистинската вистина и вистинските сведоштва на овие луѓе за сите проблеми со кои што они се соочуваат, а не само да ветуваат пред избори, а потоа фино залегнати со топленки и навлечени во кожни фотели да носат законски решенија од ракав кои што не само што не се функционални, туку и носат зло за оваа категорија на граѓани. Доколку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, СДСМ и ДУИ одлучат денеска, еве рекоа петок е, да има предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе победи на тие предвремени парламентарни избори и една од првите одлуки на таа нова влада ќе биде укинување на ова законско решение доколку не успееме сега во рамките на парламентот да го убедиме парламентарното мнозинство дека ова е штетен закон и дека веднаш треба да ја прифатат иницијативата на ВМРО ДПМН за укинување на овој закон, а не продлабочување на кризата, манипулирање по принципот на ниски страсти и одложување за една година на маката на овие луѓе.